пратеничката група на ДПА денеска достави до собранието предлог за измени на изборниот законник, со што ќе се дојдеше до, ако се беше прифатено од страна на пратениците, ќе дојдевме до ситуација да имаме изненачување на тежината на гласот за сите граѓани подеднакво во Република Македонија. Пред да навлегувам во суштината на измените што ние ги предлагавме, треба да видиме кои се причините поради кои што сме во ваква ситуација. Кој е крив заради ваквата ситуација. Актуелниот изборен законник е изгласан со мнозинство гласови од македонските партии заедно со ДУИ. Само ДПА беше против изборниот законник и главна причина поради тоа што ние гласавме против овој изборен законник беше токму неизначувањето на тежината на гласот меѓу граѓаните во Република Македонија. Тежината на албанскиот глас во Тетово, например, или во Гостива, тежи најмалку 10% повеќе од тежината на еден гласач или еден глас во третата или четвртата изборна единица. Токму заради тоа, ние денеска предлагавме измени на изборниот законник, со кој предлагавме цензусот од 5% колку што е актуелен, да може да надминува просечниот број на избирачи по изборни единици, да се сведе на 1%. И разликата од 30.000 колку што е сега, например, шестата изборна единица споредено со тројката и четвртката, да не биде повеќе од 3.000. Со тоа, во голема мера, ќе се дојдеше до изненачување на тежината на гласот и ќе се исполнеше и уште еден уставен услов. Но, за жал, денеска се дига сите у нозе, посебно македонските политички партии, за да го спасат ДУИ. Бидејќи ова ситуација која што е актуелно, со ова решение во изборниот законник, е токму поради вина на ДУИ.